А во 6-тиот месец Бог го испрати ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, при девица свршена за маж по име Јосиф од Давидовиот дом, а името на девицата беше Марија. И кога ангелот дојде при неа и рече: Радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените, таа се уплаши од тој збор и размислуваше: каков поздрав ќе биде тоа? Тогаш ангелот и рече: Не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бога. И ете ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид, и ќе царува над Јакововиот дом довека, и неговото царство не ќе има крај. А Марија му рече на ангелот: Како ќе биде тоа кога не знам за маж? Ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе, и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде родено од тебе ќе се нарече Божи син. И ете, твојата роднина Елизавета и таа зачна син во својата старост. И тоа е веќе 6-тиот месец за неа, која ја наречуваат неплодна. Зашто ниеден збор од Бога нема да остане без сила. Марија му рече: Евеа Господовата слугинка, нека ми биде според твојот збор. И ангелот си отиде од неа. Исусово раѓање. А во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квинирей управуваше во Сирија, и сите одеа за да се запишат, секој во својот град. Така и Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет, горе во Јудеја, во Давидовиот град, кој е наречен Витлеем, зашто беше од Давидовиот дом и семејство, да се запише со Марија, свршената со него жена, која беше бремена. А кога беа таму и дојде време да роди, и го роди својот син, првенец, па го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. А во тој ист крај пастири ноќеваа под ведро небо, чувајќи го своето стадо. И одеднаш Господов ангел им пристапи, и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: Не бојте се, зашто еве ви најавувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град, кој е Христос Господ. И ова ви е знак: ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бога, велејки: Слава на Бога во висините и на земјата мир, во луѓето добра волја. А кога ангелите си отидоа од нив во небото, пастирите си зборуваа еден на друг: Тогаш да отидеме до Витлеем и да видиме што се случило таму, за кое ни соопшти Господ. И брзајки дојдоа и ги најдоа Марија и Јосифа и детенцето како лежи во јаслите. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за детенцето. И сите кои чуја се восхитуваа на она што пастирите им го рекоа, и пастирите се вратија, славејќи го и фалејќи го Бога за се што чуја и видоа, онака како што им беше речено. И кога навршија 8 дена за неговото обрезание, му го дадоа името Исус, како што го нарече ангелот пред да биде зачнат во утробата.